Министерството за внатрешни работи го потврди вчерашниот инцидент пред американската амбасада по пријавата за сомнителен автомобил. Автомобилот бил проверен на лице место и било утврдено дека нема ништо сомнително. Возилото потоа било земено за да се направат дополнителни проверки, велат од МВР за Нова. За само неколку месеци ова е втори инцидент пред американската амбасада. Во септември ненајавена симулативна вежба на полициската единица Алфи пред амбасадата предизвика паника кај вработените, а за тоа не биле информирани надлежните во МВР. Носителот на листата во изборната единица 1 на коалицијата предводена од СДСМ Стево Пендаровски во нова дебата рече дека опозицијата е во водство пред владеачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН. Тој ова го објаснува со фактот дека сите изборни циклуси од 2011 до сега биле како што вели криминални и дека преку уцени и закани власта крадела стотици илјади гласови. Според него на фер избори победата на опозицијата ќе биде убедлива. Според главниот преговарач на Европската Унија во процесот Брекзит Мишел Барние, британците ќе мора да постигнат договор за излез од европското семејство до октомври 2018. На пресконференција тој рече дека британците не смеат да ги одолговлекуваат преговорите на ситници, бидејќи времето е кратко, а во март веќе мора да започне двегодишниот процес на активирање на членот 50.